Ниту Берово годинава не беше доволно ладно, за да туристите бидат таму во летните горештини. Посетеноста е намалена споредбено со предходните години, па ако лани капацитетите беа 100% исполнети, годинава се бележи за пат околу 20%. Високите температури беа главна причина, но ако на ова се додадат и покачените цени, за туристите поисплатливо е да отидат на море. Инспекторот за туризам при општина Берово Борче Павлевски, земне телевизија вели дека туристите сами прават избор, дали ќе се разладуваат на море или планина, но годинава правиот избор најверојатно беше подоминантен. Туристите од земјата посетеноста е негде околу во процентто кажано 80%, поради тоа што и ова лето и во Берово беше топло, премногу топло, и луѓето периодот идеа повеќе на одморна страна на море. Така да посетеноста би била негде околу 80%, не беше полн капацитетот и на Беровско езеро и низ градот Берово. Мислам дека и цените малце дека се зголемени, така да сето тоа придонесува за туристите. Кога ќе ја направат математиката дали идат на море или Берово, можда тоа е пресудно. Најголем дел од туристите кои одмараат во Берово се од странство, односно дори половина. Се со цел да се зголеми овој број, а Берово да го задржи епитетот туристички град. Се отвараат нови капацитети со услуги погодни за сите. Да, имам мал, не голем пат, али мал пат. Што значи дека се работи на подобрување на туризмот. Имаме нови регистрирани објекти кои почнуваат да вршат туристичка дејност на Абланица, на Беровско езеро, исто така и во град Берово. Имаме чист воздух, градот како град Берово, познато туристичко планинско место. Мислам дека сите го бараат тоа чистот воздух. Не верувам дека нешто би му фалело. Но најмногу имаме во хотелите во странство. Да речеме 40-50% имаме странци. Инаку, градот Берово е сместен под падините на Малешевските планини и располага со богата природна убавина. Центарот, старите градби, многобројните цркви, езерото, музеите и центрите за култура се неголема привлечност за посетителите, но и чистиот воздух, кој е белиот дроб на Малешевијата.